Отвара како на шукара басмата, велат сите оние велешани кои од колено на колено ја пренесуваат оваа фраза. На што значи тоа во преносен говор? На што мислеле старите велешани кога ќе го кажеле ова? Одговорот го дава терзијата Јован Босотов. Отвара како на шукара басмата значи дека тој бил арен, квалитетен, добар. Кога велешани ќе купиле басма од продавницата на шукара, таа станувала подобра, светла, поквалитетна, подобра по секое перење. По секое перење била се поарна, затоа се вели отвара како на шукара басмата, ке рече Јован. И како што на шукара басмата отварала од перење на перење, така и градот од век во век се повеќе се разубавува, се повеќе се модернизира и ги добива содржините на еден современ и модерен град. После војната во текот на втората половина од 20-тиот век, Велес прераснува во индустријски град. Почна да се развија керамичката индустрија, почна да се развие кожарската индустрија и сето тоа е еден белег кој што градот полека го трансформира од трговски и занечиски во индустријски центар. Велес 70-тите години имаше своја експанзија како голем индустријски центар. Велес од тој период имаше, може да кажем слободно, дека не работеше тој што не сакаше. Во склопот на онаа држава Југославија која што постоеше, он си еволуираше. Градот Велес по осамостојувањето на Република Македонија зачекори во неизвестна транзиција на економскиот и политичкиот систем, од која не излезе како победник и се уште ги чувствува последиците. Од најразвиен индустријски град Велес стана најсиромашен и најуништен град во Македонија. Онаа несреќна транзиција која се спроведе од 90-та година, 94 до 98 кога Велес преживеа класична катарза, кога Велес едноставно преку ноќ остана со десетици илјади невработени, каде што се затвараа континуирано секој ден фабрики, погони. Порцеланка, топилница, хемиската индустрија ХИВ, Брако, Киро Кјучук, графичар, Нонча Камишова, агрокомбинатот Лозар, градежните предпријатија Младост, Пелагонија, Бетон и многу други, во текот на неправедната транзиција која ја спроведуваше тогашната власт, станаа загубари. Чувството на неправда, чувството на непонесување ниту политичка, ниту морална одговорност за велешкиот стопански гибел се уште горко тежи во срцата на цела една генерација велешани. Нашата генерација беше токму таа генерација која живееше во едниот, можеби, најтешките премрежја кои современиот Велес ги виде, особено Велес по 1990 година, оној економски гибел кој го доживеа, оној крах на индустријското производство. Статистичките и демографските податоци тогаш кажуваа дека после Скопје Велес беше индустријски град со најголем број на стопански капацитети. Целиот економски живот, целиот социјален живот, па дури и целиот културен живот беше неверојатно втемелен на работничкиот потенцијал, на фабричките постројки кои ги имаше во градот. Но кога се случи она економска транзиција, кога менаџерските тимови и фабриките ги изгубија капацитетите да раководат со овие големи стопански капацитети, се случи такво економско пропаѓање, се случија такви социјални премрежја на кои до ден денеска велешаните ги чувствуваат овие последици. Неформалните бројки кои не се уште истражени говорат за околу 10.000 изгубени работни места. Замислете за град со 40.000 жители, што значи губењето на 10.000 работни места. Втората сериозна неприлика со која се соочуваше Велес и неговите жители беше Велешка топилница, која стана синоним за еден македонски Чернобил. Од нејзиното отворање во 1973-та, кога за прв пат се запалија печките за олово и цинк, започна тивкото, но смртоносно уништување на животната средина и животите на самите велешани. Отровните метали со децении се таложеа длабоко во почвата низ целиот град. Голем број на истражувања укажуваа на енормното присуство на кадмиум во почвата околу Велес и сериозно, далеку над дозволеното, присуство на олово, жива кадмиум во крвта на жителите на Велес. Се наоѓаме на така наречениот црн рид во близина на топилницата во Велес. Овој црн рид е одговорен за илјадници црни судбини на граѓаните на Велес. Топилницата и формално престана со работа во 2004 година, но иако голем дел од граѓаните почувствуваа олеснување и надеж за живот во поздрава животна околина, екоцидните дејства на децениското труење не можеа така лесно да бидат надминати. Во 2011 година имаше обид за рестартирање на Велешката топилница, после што се случи вистинска еколошка револуција во Велес. За среќа, на 9 ноември
2011 година Велес ја покажа својата сила. Илјадници велешани, буквално целиот град беше излезен на улиците. Се создаде тој свечен ешалон на горди велешани кои заедно еден до друг се упатија до пред портите на Топилница да порачаат доста е. Кога некои хроничари или доксографи кои ќе ги прибираат мненијата и хрониите и повеста на велешкото време, мислам дека можеби единственото нешто од 90-тите кое ќе биде влезено во велешката хронија, во велешката повест, ќе биде токму тоа сенародниот општ бунт кога чекореа припадниците и на двете политички партии заедно, кога излезе свештенството, кога излезе народот, кога се стркала една таква решителна толпа низ улиците на Велес со едно толку гласно, толку категорично не на рестартирањето на Топилницата, една толку жесток порив да се стави крај на екоцидот кој ова несреќно решение го направи, што мислам дека беше не само најзначајниот историски миг на современиот Велес, туку нешто што Велес одново го редефинираше како град кој веќе никогаш нема да дозволи некој во негово име да носи такви тешки одлуки. Се сеќавам на еден момент тогашниот велешки културен деец Александар Кукулев, кој го држеше говорот и кој се обрати на таа маса, ги изрече познатите, излегоа и пророчки зборови, обраќајќи се до Топилницата, рече дека Велес е претесен за нас двајцата. Еден од нас мора да си оди. Велес во последните десетина години полека почнува да закрепнува од последиците на долгогодишното загадување, неуспешната и неправедна транзиција и економскиот гибел. Денес општина Велес брои 55.108 жители кои живеат во вкупно 16.959 домакинства. Грбот на општина Велес, според документите од Државниот архив, е донесен на 4 ноември 1969 година, неколку дена пред празнувањето на ослободувањето на градот. Тоа е во форма на штит. На горниот дел е напишано името на градот, а во средината е градскиот саат. Под него е машински запчаник кој ја символизирал индустријата, а лево и десно од саат кулата се амфитеатрално поставени двете страни на градот со повеќе куќи и под нив се бранови кои ја символизираат реката Вардар. За сите овие години тој нема промени, освен во 1997 кога се избриша придавката Титов од името на градот, па се избриша и од грбот. Во тој период химна на градот беше партизанската песна Крвава зора Велес го грее, која поради идеолошки причини беше сменета во 2005 година со Болен Милежи Миле Попорданов. Денес во Велес се повеќе се чувствува сестран подем и развој на градот. Продолжува урбанизацијата на градските катчиња. Градот добива нови градски индустријски зони, нови современи улици, реновирани училишни згради на основните и средните училишта, нови мостови, градски објекти и содржини. Се подобрува јавната здравствена заштита и целокупната инфраструктура. После точно 20 години во Велес се реши горливиот проблем со водоснабдувањето на градот. Во 2007 година беше пуштен во употреба хидросистемот Лисиче, кој го снабдува градот и регионот со вода за пиење. Тој започна да се гради во далечната 1987 година, за да после 20 години биде пуштен во употреба овој капитален објект вреден 65 милиони евра, за кој велешани уште еднаш ја презентираа на дело својата свест и својата грижа за иднината на градот и сами се организираа и учествуваа во финансирањето на овој проект, кој се акумулира од реките Тополка и Врановска река. Денес до Велес се стигнува преку модерни автопатски делници и регионални патишта. Велешката економија повторно почнува да се враќа на старите патеки. На местата на поранешните фабрики сега функционираат нови компании кои обезбедуваат работа и плата за голем број на велешани, а паралелно со нив се развиваат и нови компании кои последните години бележат сериозен економски и деловен раст, што представува директен придонес во локалниот економски развој на градот. Покрај веќе постоечките индустријски зони, Речани и комплекс Узус, во Велес се започна со градба и на нови индустријски зони на различни локации. Велес е, со задоволство кажам, едини град у Република Македонија сам што направи индустријски зони за сопствени средства. Ние одевме на една филозофија, на еден рисик. Со тие пари што ги потрошивме во индустријските зони, во овој момент Велески немаше улица со качење направено. Меѓутоа ќе имавме сигурно 2000 луѓе помалку без работа. Решивме 2000 луѓе да работат. Во Караслари,
Веќе се изгради и работи фабриката на германската компанија Markart, во чии погони се произведуваат приклучни системи, автоделови и апликации за електрични апарати. За изградба на фабриката, Markart инвестираше 25 милиони евра за предвидени 600 новоотворени работни места, а дополнително проширување на капацитетите ќе значи зголемување на вложувањето на 35 милиони евра. Велешани велат дека отварањето на оваа фабрика придонесува за зголемување на извозот, технолошките знаења и подобрување на животниот стандард во Велес. И истовремено се надеваат дека влезот на овој странски инвеститор ќе значи влез на нови инвеститори кои ќе отворат нови работни места за велешани. После оваа инвестиција следуваше и инвестицијата на македонско-турската компанија Eurobrick Company, која го рестартираше поранешен Киро Кјучук. Производството на цигли почна, а во објектите на поранешна свилара се зголеми бројот на компании со инвестицијата на германската компанија STS Textiles, која како една од топ 100 успешни и иновативни компании во Германија, одлучи да инвестира во Велес и да произведува индустријски текстил за автомобилската и техничката индустрија. И полека, но сигурно Велес се враќа. Не се тоа фабрики од, да кажеме, типот на парцеланка за 3000 вработени. Тоа се фабрики со 500-600 работување. И тоа знаете што значи еден момент 500 луѓе да работат, тоа значи 500 фамилии немаат проблеми со почетната екзистенција во своите домови. Новите работни места во овие, но и во останатите домашни приватни компании сериозно влијаја врз намалувањето на невработеноста во градот и на подобрување на економскиот стандард. Подобрувањето на економијата за граѓаните на Велес ќе значи и враќање на спортот во Велес на старите патеки. Велес е спортски град. Велес бил град од времето кога во него народот сакал да гледа спорт, младите сакале да играат, да се надпреваруваат, да бидат видени, да ги покажат своите спортски способности и до одредени години, говорам за еден одреден период, во Велес имаме спорт доста успешен на ниво на тогашна Македонија и во поранешната држава Југославија, каде што во одредени спортски дисциплини, како во екипна, така и во поединечна конкуренција се постигнувани изворедни резултати. Во 1919 година, на ден Илинден е формиран спортскиот клуб Напредок, првиот фудбалски клуб. Потоа следи Бабунски, кој по кратко време се преименува во ВСК, Велешки спортски клуб. Постоеле низа на фудбалски клубови, кои повремено ги менувале своите имиња, како што се Горски, Раднички, Вардар, Слога, Занатлија, Будуćност, Македонија, Балкан, ФК Хајдук, Горски Кушев, Победа Напредок, Единство, Црвена звезда, Железничар, Работнички, Керамичар и Металец, Киро Кјучук и Металург, а во 1964 година со спојување на Работнички, Керамичар и Металец се создава сегашниот Борец, кој во 1989 година го постигнува најголемиот успех во историјата на клубот со освојување на првото место во Македонската фудбалска лига и пласманот во Третата Југословенска лига. Па јас би се вратил на 70-тите од таа генерација, кога што не смеам да не ги одваам Донев, голманот, кој што беше еден од најдобрите голмани во Македонија, воедно Манасков Трајче, кој што исто така беше еден центар халф кој што го посекуваа сите овои клубови во Македонија, па и Вардар Скопски. Тие се играчи кои што не смеат да се изостават, а од мојата генерација морам да го напоменам овој Ранготов, кој што беше голгетер 3-4 години поред, Николов, кој што беше одличен среден играч, кој што ретко во Македонија имаше такви играчи. Уште ако го споменам тука и Јавашев, кој што беше тркач, така да мислам дека бевме еден одличен склоп со еден многу добар, не многу добар, него одличен тренер Шурничевски, направи една екипа, еден склоп на играчи кои што на вистина оставивме голем овој белег во велешкиот фудбал, па и во македонскиот. После тоа дојде 92 година, 93-та, каде што се оформи нашата лига, македонската прва лига. Остваривме еден одличен успех, за тоа што беше прва година во првата лига, а замислите и Вардар се врати со комплетен состав во нашата прва лига, од прва лига Југословенска, што играше исто и Пелистер, така да успесите кои што ги постигнавме тогаш беа одлични. Јас би напоменал уште тука и дека 2001 година го освоивме младинскиот куп начело со мене, и мислам дека во младинските категории е најголем успех до сега во велешкиот фудбал.
Голем број велешки фудбалери низ историјата оставиле неизбришлива трага во Велес. Такви се фудбалерите Талаков, Тодоров, Христов, Органџиев, Дечев, Коцев, Ковачев, Паунов, Боров, Николов, Донев, Ќуринов, Левков, Скокалов, Ранготов, Велковски, Петров, Ристевски, Димовски, Ќумбев. Борец веќе официјален второлигаш, значи тоа ме радува и мене и сите кои што сме спортски работници, пред се бивши фудбалери на Борец, и се надевам дека она што го најавуваат новите спонзори, новите газди, дека за година-две Борец веќе би играл во прва лига, што се надевам дека тоа ќе биде и реалност, затоа што овој стадион, овој град тоа го заслужува. Самите сте сведоци дека кога игравме, јас кога играв во Борец, имаше по 4-5 иди публика секоја утакмица и мислам дека полека ќе се врати народ на стадион. Женскиот фудбалски клуб Борец пак е формиран во 2006 година и за неколку години во сезоната 2009-2010 ја освојува двојната круна, првенството и купот на Македонија. За многумина Велес е асоциација на ракометен град. Од ракометната школа на Борец потекнаа ракометни имиња кои ги памети спортската јавност. Капитенот на генерацијата 1967-68 Тодор Мијаков, спортистот на векот Пепи Манасков, Гајдов и Ѓошев, кои настапуваа за репрезентацијата на Југославија, како и Темелков, Шопов, Гигов, Анастасовски, Велковски, браќата Тутаркови, Бисинов, Виларов и уште многу други. Најубавите години за зародишот на ракометот во Велес се после 1960 година. Во тоа време екзистираат два ракометни клуба во градот, Работнички и Железничар, кои во 1964 година се фузираат и го формираат Борец. За кратко време во Борец се создава ракометен состав кој ќе доминира во Македонија. 1965, 66 и 67 година Борец е првак на Македонија, а потоа ќе учествува и во првата југословенска лига. Влеговме у прва лига. Имавме голем успех со оглед дека прва година сме у таа прва лига, не знам, не ги познаваме ни противниците. Голем успех постигнавме затоа што пролетниот дел бевме третио место во Југославија, во Сојузнава лига. Меѓу другото, Црвена звезда, Среде Белград два пати ја победуеме. Една утакмица за купот, другата за првенството. Млада Босна у Сараево. Со Борас Бања Лука нерешено. Составот беше ваков: Кирков или Гигов на гол. Десни бек Чаве Атанасовски од Скопје, професорот. Ја играв среден бек и лев бек Гајдов. Десно крило Васков, пикер играше Клинчаров и лево крило Димитровски од Битола. Во Велес средбите се играат на ракометното игралиште во склоп на градскиот стадион, каде се градат монтажни трибини со капацитет од над 7000 гледачи, кои се претесни да ги примат сите заинтересирани. Според некои очевидци на некој надпревар, присутни биле и 10.000 гледачи. Велес 60-тите години беше ракометен центар во Македонија, па еден добар период од 2-3 години значеше нешто во Југославија. Тоа значи дека со нетрпение чекавме да дојде недела, сабота, да не однесат на утакмица. А знаете, тоа време на ракомет одеа по 10.000 луѓе во градот. Нормално, во тоа време немаше спортски сали, се играше на асфалт, на отворено. Значи, оно ракометно игралиште, постарите го памтат, значи, на сабота фудбалско игралиште, позади, значи, фудбалскиот терен, тука беше. Потоа направија ново игралиште во паркот, каде што едно добри 2,5-3 години играв на асфалт, па потоа се направи спортската сала Гемиџи. По осамостојувањето на Македонија, Борец Агропин повторно оформува состав за Респект, кој во 1994 година го освои купот на Македонија, а наредната 1995 година Борец е шампион на Македонија. Кога се говори за ракометот во Велес, секако треба да се спомене и женскиот клуб на Борец, кој во сезоната 1983-84 имаше состав за највисок пласман. Дефинитивно најзначајното име во велешкиот ракомет е Пепи Манасков. Своевремено репрезентативец на Југославија и репрезентативец на Македонија. Од пето одделение започнав со ракометната игра. Тогаш за прв пат во Велес се формираше пионерска екипа на Борец. И тоа се тие мои први почетоци. Значи, почнувајќи во Борец како пионер,
Па потоа младинец, на своји 16,5 години за прв пат се најдов во првиот тим на ракометен клуб Борец. Дебитирав за Борец против екипата на Струга Оструга, каде што моето прво деби, се сеќавам добро, дадов 6 голови. Се до својата 18 година, каде што бев приметен од луѓето на ракометен клуб Пелистер во еден куп надпревар во Битола. Играве Борец со Пелистер, тогаш Пелистер беше во втората Југословенска лига. Се сеќавам добро на Вачо Јовановски. Значи, во тоа време еден бивши репрезентативец му дадов 11 гола и после тој надпревар веќе луѓето ме повикаа да бидам дел од Пелистер и тоа се случи. На своји 18 години заминав во Битола, каде што следеше мојата, да кажам, успешна кариера, настапувајќи во тогашна Југославија, во првата сојузна Југословенска лига. Значи, од таму 83-та година па се до 89-та година бев активен во Пелистер. Како тогашен репрезентативец на Југославија и нормално член на Пелистер, добив покана да настапувам во Франција, во клубот Кретеј. И тоа се случи. 91-та година заминав во Франција, каде што настапував за клубот Кретеј 2 сезони. Значи, после играњето во Франција добив исто покана, па играв во Германија, настапував 4 години во Бундеслигата, во клубот Хамел. Се до 98 година, каде што повторно се врати во Македонија. 98-99 година бев дел повторно од Пелистер, една година. Па после таа година, значи, имав покана од ракометен клуб Пивовар на Лашко Целје. Настапував таму 2 сезони, па се вратив во Македонија повторно таму 2000-та во Вардар, каде што настапував 3 сезони. После тоа краток период во Грција, во тимот на Верија, Филипос. Краток период, пола сезона во ракометен клуб Тедико, Борец, Велес. И каде што 2005 година бев дел од ракометен клуб повторно Пелистер, каде што тука ја завршив својата долгогодишна кариера. Значи, тоа е отприлика, да кажем, мојата 22 годишна кариера во многу клубови, многу настапи, како за македонската селекција, така и за југословенската селекција. Сум бил прогласуван за најдобар играч, најдобар стрелец во клубовите каде што сум настапувал. Како репрезентативец на Македонија дел, значи, од Европското првенство 98 година во Италија, потоа 99-та во Египет на светското првенство. Така да една, да кажам, по мене успешна кариера, долгогодишна. Манасков. Прекрасно. Пелистер води 8-6. Пепи Манасков ќе остане запаметен како извонреден шутер и еден од најзначајните македонски спортисти. За развојот на колективните спортови во градот многу велешани се подсетуваат и на кошарката. Кога во 1948 година е формиран кошаркарскиот клуб Младост, никој не ни помислувал дека овој спорт ќе стане меѓу најпопуларните во градот. Оваа екипа во 1953 година е државен првак. 1968 година под водство на професорот Љубомир Саздов оформен е состав за кој се мисли дека е ненадминат по начинот на кој ја играше оваа игра. Николовски, Ѓоргиев, Караджов, Андов, Накинов, Дуковски, Ташев, Ристов, Атанасов, Тојановски и Ќурчиев се генерацијата која десетина години беше во врвот на македонската кошарка. Негде 80-тите години, кога на два пати Борец влегува во втора државна лига и би ги спомнал со некој од нив бев и соиграч, подосна во Житовардар, покојен Бране Ацков, Ивковиќ, Маџуркаров, Јуруков, Стоја Лазаревски и уште голем број на кошаркари со кои и ден денес сме се уште во контакт. Од осамостојувањето на Македонија, Житовардар беше еден од најдобрите клубови константно, заедно со работнички и со
МЗТ Скопје. Имаше доста успеси, значи на една сезона игравме и финале на првенството на Македонија. 2 пати учествувавме на финалниот турнир во Купот на Македонија. Некои од играчите кои оставија најголем белег во Жито Вардар секако е Ристе Дуганов, Николче Петрушев, Златко Поповски играше тука, Ивица Благоевиќ играше, Боби Петровски. Значи голем број од македонските кошаркари настапуваат тука. Би ги спомнал како едни од најдобрите странци кои што воопшто настапувале во Македонија, а за едниот и со сигурност можам да тврдам дека е сигурно најдобриот странец, тоа е Скоти Турман, и заедно со него беше и Стивен Едвардс. Нешто подоцна од останатите колективни спортови во Велес почнува да се развива одбојката. Како официјален почеток на одбојкарската лига во Велес се смета 1956 година, кога е формиран одбојкарскиот клуб Локомотива, кој зависно од годините го менувал името во Пелагонија, Работнички, Железничар, Железничарски одбојкарски клуб Борец, Борец Универзал Промет, Маслодајна, Борец Брако и Градски одбојкарски клуб Борец. Најзначајни успеси се постигнати 1980-81 година, кога е освоено првото место во првата Б лига и обезбеден настап во првата сојузна лига на Југославија. Ја бев најмлад, да кажеме, во екипата. Беа Поп Златанов, Мијаков, Жабев 1, Жабев 2, Диневски. И нека не ми замерат Зафиров, покоен. Нека не ми замерат други неколку прескокнам. После тоа продолживме во втора сојузна лига да играме. Успешно некои од овие луѓе, меѓу кои Никола Зафиров, Александар Жабев, брат му Ане Жабев се откажа и останав ја да бидам сега еден од повозрастните, иако тогаш се уште млад, и ми се приклучија играчите Гинов, Љупчо Гинов, Зоран Настев, Андјушев, доктор Арсов, Ѓоре, Ице Трајковски, Слободан Марковски, Иле, Пецо Димитриев, Сашко Анастасов, Сашко Божиновски и ред прејаде на други млади. Пак се извинувам некој ако прескакнав. Сами сите од Велес, под водство на тренерот Александар Жабев, успеавме да го освоиме првото место во прва Б сојузна лига на тогашна Југославија. Првите 7 утакмици имавме 7 победи, меѓу кои најдрага и прва ни беше против Црвена звезда во Белград. По самостојувањето во сезоната 93-94, Железничарскиот одбојкарски клуб Борец под водство на тренерот Јошко Миленковски го освојува Купот на Македонија. Настапија Русоманов и Ѓуровиќ како засилувања и домашните играчи Зафиров, Илиев, Манасков, Миланов, Марковски, Жабев, Милков, Јанакиев и Ѓошев. Во 1977 година под водство на легендата на велешката одбојка Ангел Жабев започна да се надпреварува и женската екипа на Борец, која во изминатите години исто така бележеше позитивни резултати. Паралелно со колективните спортови во Велес се развиваат и поединечните спортови. Борењето, боксот, атлетиката, каратето, кајакот се дел од спортовите кои оставиле трага во времето, низ кое продефилираа илјадници спортисти. Посебно место во велешките поединечни спортови зазема кајакот. Кајакот во Велес е спорт кој се смета за водечки во градот. Првиот клуб формиран е во 1949 година и низ него продефилирале стотици врвни кајакари. Како најзначајни резултати би ги издвоил на Европското првенство 2004 година кој се одржава на Матка во Скопје. Сашко Нацев во екипно возење или штафетно, како сакате, го освоја 6-то место на Европското првенство, со кое се здобија и со титула спортисти од светска категорија, и Роберт Папазов заедно во 3 пати C1, 7-мо место на Европското првенство. Благодарение на големиот ентузијазам на работниците во кајакот како спорт во Велес, значи континуирано, од кога јас сум во кајакот веќе скоро 30 години, се подобруваат условите во градот. Многумина спортисти продефилирале во голем број спортови и оставиле трага во велешкиот спорт. Но љубителите на спортот се едногласни во заклучокот дека успесите кои ги постигна
Тодор Мијаков Кошот се неповторливи. Капитенот на легендарната ракометна екипа на Борец, државен првак во 6 спортови, гимнастика, пинг-понг, кошарка, ракомет, одбојка и фудбал, во кој да е спорт во кој настапуваше, тој беше најдобар, со извонреден талент и дарба. 5 пати спортист на градот, прогласен за универзален спортист на векот. Последниве години резултатите изостануваат, но пак затоа бележиме подем во одредени спортски дисциплини, како што е кајакот, како што е велосипедизмот. Ќе го споменам спортскиот риболов, ќе споменам и други помали спортови како каратето, каде што се доаѓа до одредени успеси, каде што влогот оние финансиски е сепак помал и нема недостаток на финансиски средства. Дали така ќе остане, останува да видиме, но почнува да дуваат некои нови ветришта со оглед на тоа дека ракометот го презеде веќе да го финансира општината, тука веќе доаѓаме до одредени резултати, нешто слично се случува и со одбојката. Одбојката оживеавме у Велес. Значи имаме во овој момент околу 1700 регистрирани фудбалери во сите категории. Имаме прекрасен спортски терен. Имаме помошно игралиште, имаме одличен терен. Направивме 2 нови тениски игралишта, обезбедивме услови за рекреирање на нашите сограѓани, направивме одлична надворешна теретана во паркот со прекрасни справи. Велес полека, но сигурно ќе се засврси на спортската мапа. Во моментов јавното предпријатие брои 5 спортски објекти со кои што стопанисува. Еден од приоритетите на јавното предпријатие е континуирано зголемување и подобрување на условите кои што ги нудиме на спортистите и корисниците на нашите услуги. Оваа богата спортска традиција за велешани представува обврска за идно вложување и идно развивање на спортот, кој носел многу радости и многу прослави во градот. Уникатноста и посебноста на Велес е видлива на сите страни и во различни области, а културата е една од основните карактеристики на градот. Велес денес ја живее својата културна ренесанса. Во програмите на општината Велес, поготово овие последни 8 години, доминантно место зазима културата. Овие 8 години 2 пати бевме град на културата во Република Македонија. Имаме континуитет во целокупните живења. Иако не сме град на културата за минатата година, 180 настани културни од разни видови. Имаме 5 големи манифестации каде што се собираат доста луѓе. Сепак најголем континуитет во развивањето на културното опстојување на градот има театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот, на темелот на првите театарски представи со посветено негување на култот на доајените Петре Прличко и Тодорче Николовски. Во центарот на градот се изгради новиот достоинствен храм на театарската уметност. Со овој објект денес драмската култура и театарскиот живот во Велес се издигнуваат до вистински маестрални достигнувања низ актерското дефиле на современи македонски величини како Васил Зафирчев, Јордан Витанов и многу други. Петре Прличко представува велешка и македонска театарска легенда која зазема почесно место во македонското глумиште од 20 век. Трагата што ја остави Петре Прличко, волшебник на актерската уметност, по многу своји белези и одлики е исклучителна. Тоа се должи на неговиот несекојдневен и раскошен талент, но и на многу други елементи што ја овозможија неговата силна популарност кај јавноста. Затоа многумина титулата за најголемиот меѓу актерите во историјата на македонската театарска и филмска уметност му ја доделуваат на Петре Прличко. Велес и денес го слави делото на велешанецот Петре Прличко. Во делот на културата долга е листата на значајни и истакнати велешани. Андреа Дамјанов, големиот балкански градител, роден е во велешкото село Папрадиште, кој со повеќе од 40 цркви е меѓу најплодните и најпознатите градители на територијата на Балканот. Дамјанов е најпознатиот мајстор на неимарството во Македонија во 19 век, зашто е одликуван и од турскиот султан. За најубава и неповторлива градба на Дамјанов се смета соборниот храм Свети великомаченик Пантелеимон во Велес. Стефан Гајдов, познатиот музички педагог, хорски диригент, композитор и музички деец, автор на 568 наслови и дела кој во 1945 година го оформил првото музичко училиште во Македонија. Живко Фирфов, еден од основачите и уметничките раководители на ансамблот за народни песни и игри Танец и на Институтот за фолклор, кој обработил 15.000 народни песни како инструментални композиции и кој за музиколозите
е исто што се Миладиновци, Цепенков и Шапкарев, првата македонска оперска пејачка Данка Фирфова, нејзините гласовни квалитети, високиот степен на пејачка култура и музикалната интерпретација представуваат врвни дострели достојни за најголемите оперски сцени. Ѓорги Шоптрајанов, истакнатиот македонски филолог, обштественик и културно-просветен деец, универзитетски професор, еден од најголемите македонски франкофони и научник од светско реноме. Димитар Андонов Папрадишки, кој по карактеристиките на својот животен пат и специфичното творештво се доживува како историска и митска фигура, кој го негува конзервативното сликарство, во својот долг и плоден творечки живот настигал повеќе од 1200 икони за околу 100 цркви во Македонија и Србија, за што се смета за еден од најпродуктивните наши зографи. И уште голем број на познати и истакнати велешани кои оставиле траен белег во историјата на градот, во македонската историја и во македонската колективна свест. Личности кои се белег на градот и кои со своите дела сведочат за различните развојни периоди на градот и за значајноста што овој град ја има за Македонија. Карактеристика на Велес е и големиот број на прекрасни цркви и манастири. Југозападно од градот, на неколку стотина метри оддалеченост од последните куќи, под Вршник е сместена градската соборна црква Свети Пантелеимон. Црквата е изградена во 1840 година. Се одликува со одлична акустика и ретките концерти кои тука се одржуваат се одлично примени. Познавачите тврдат дека ова се должи на користењето на стомни при градбата на црквата, како и на лушпи од јајца во малтерот. Архитектите го сметаат за еден од најубавите соборни храмови во Македонија. Велешани се горди што има ваква црква, прекрасен храм кој го немаат поголеми и помоќни нации во светот. Тие се благодарни на Дамјанов кој се потрудил од овој храм да направи место за почит. Го цртале бројни тајфи кои ги нацртале вредните икони и фрески. Кога се градел, луѓето со воловски коли ги носеле камењата за градба од селото Попадија, други со диса ги носеле песок. Какви се искушенија тие имале додека го граделе храмот? Во скуталиња ги носеле камењата, песокот го носеле во кошеви на магарињата и целиот материјал за да се качат овдека горе на овој простор, да го изградат овој свет храм. Стуткан под ридот Вршник, Свети Пантелеимон е единствената, неповторлива градба, скриен и далеко од градот. Велешани го изградиле храмот во знак на благодарност на светецот Пантелеимон, кој ги чувал од болеста, чума и колера, кој владееле во почетокот на 19. век, а од 2010 година Свети великомаченик Пантелеимон е прогласен за светец, заштитник на градот. Јужно од овој храм на излезот од Велес се наоѓа манастирот Свети Димитрија. Овој храм бил 5 векови закопан под земја се до 1855 година. Црквата е еднокорабна градба над која се издигнува кула со камбанарија, поради што е карактеристична и со својата посебност се издвојува од другите средновековни цркви во Македонија. Манастирската црква е посветена на великомаченикот и воин Димитрија, која има интересна историја. Се смета дека е изградена во 13. век. По доаѓањето на турците и топовското бомбардирање, манастирот бил затрупан. Ова според записите било некаде пред 1400 година. Црквата била под земја се до 1855 година, кога наводеничарот Петре Здравев, кој живеел близу, насон во неколку наврати му доаѓал абер за да ја откопа црквата. Долго време го убедувал местното население дека го добивал тоа видение во сон и тој бил иницијаторот кој што ја потегнал цела иницијатива, народот ја превземал како таква и навистина ги откопал темелите на стариот храм и бил реновиран таму некаде кон крајот на 19. век, односно во 1855 година бил препокриен, бил реставриран и како што можеме да видиме, бидејќи во време турско не биле дозволени камбанарии, на западната страна била дозидена и камбанарија во склоп на самата манастирска црква. Фреската која што стои над влезот, стариот слој, до појасно е посветена на Пресветата Владичица Богородица. Тоа е моментот кога допред да биде затрупан, значи кога е самиот изграден и посветен на Мајката Божја, а во поново време со јавувањето на светиот великомаченик Димитри, тој самиот определил и од појас надоле е изобразена фреската на светиот великомаченик Димитри. Овдека се случува
еден од најголемите собири на народ во ова околие, односно во цел Велес и Велешко околие, а тоа е моментот кога го чествуваме, кога ја чествуваме онаја која што е достојна во светлата седмица, во првиот петок после Христовото воскресение, го чествуваме празникот посветен на водите или Балаклија. На другата страна на градот е црквата посветена на Светото Христово вознесение, Свети Спас. Сегашниот изглед на оваа црква датира од 1837 година, а актитори на црквата биле Хаджи Орце и Хаджи Мио. Под оваа црква во Влашкото Маало се наоѓа црквата Света Богородица, која е почната со градба некаде во 1882 година. Навистина направивме доста цркви и нови, а ги обновивме и старите. Први почнавме со црквата Света Богородица, а потоа црквата Света Петка. Одлучивме одма да ја обновиме и направиме прекрасна црква сега таму. Претходно направивме болничка црква посветена светите браќа Кузман и Дамјан. Направивме друга црква кај Багремче, тоа е во кругот на касарната, посветена на Свети Јован. Круна на сето ова е и црквата Свети Кирил и Методи, која е една прекрасна локација, за тоа голема благодарност на општинските власти. Она е веќе завршена, го чекаме иконостасот и чекаме да ја осветиме. Овие и останатите цркви и манастири во Велес и Велешко сведочат за христијанството на овој простор, а истовремено се и дел од туристичката понуда на градот. Од уникатната туристичка понуда на Велес, заедно со познатите спомен куќи во градот, се разбира е и езерото Младост. Езерото Младост е една од најзначајните туристички карактеристики на Велес. Убавата природа, повеќето хотели и ресторани, убаво уреденото крајбрежје го прават овој локалитет едно од најпосетуваните места не само од велешани, туку и од голем број граѓани од другите градови. На најмалото езеро и вештачко, да кажеме, во Република Македонија има најголем број туристи. Дали се транзитни, дали се дневни. Секако не е ова Охрид, не е Дојра. Меѓутоа, со оглед на неговата местоположба, со оглед на она што е вложено таму и што ќе се вложува допрво, тоа значи целосно светлување на целото крајбрежје на езерото. Тоа значи до завршување на летниковците, на донесување вода околу самото езеро, знаете, водоводниот систем го направив. Езерото има канализационен систем. Во моментов таму се дадоа дозволи за 2 хотела и за 1 мотел. Имаме таму еден мотел, уште еден мотел, бродот го имаме. Со сето она што го направивме овие содржини околу самото езеро, бројот на туристи е секојдневен, поготово летниот период. Некој доаѓа на пикник, некој на риболов, разладување во топлите летни денови или едноставно релаксација со кафе или некој од велешките специјалитети. Тука се сместени повеќе угостителски објекти и хотели, кои заедно со хотелите по патот до езерото и над 30 кафеани и ресторани во градот, заедно со кафулињата и ноќните клубови, ја дефинираат содржината на забавниот, но и на гурманскиот живот во Велес. Познат е Велес по многу специјалитети, но најпознат велешки специјалитет е питата пастрмајлија. Овој велешки специјалитет првпат се споменува во пишан документ во 1869 година, кога турската војска престојувала близу Велес, а локалните турски власти биле задолжени како добри домакини да ја нахранат војската. Традицијата на припрема на питата пастрмајлија длабоко се врежала во секојдневието на велешани се до ден денешен. Во секоја кафеана и секој дом во зимскиот период на редовното мени е и питата пастрмајлија, за која градот секоја година одржува и посебна манифестација. Питијада, на која со богата културно-уметничка програма и квалитетно вино од Велешкото виногорје, туристи од земјава и странство уживаат во вкусот на пастрмајлијата. Од година во година се попривлечна како за велешани, така и за луѓе од другите градови е и манифестацијата Вардарска регата Гемиџии, која после прекин од 17 години повторно почна да се одржува во чест на гемиџиите и старата трговска традиција пловење по Вардар.
Посебно место во туристичката карта на Велес има и археолошкиот локалитет Стоби, кој се наоѓа во близина на Градско, меѓу Велес и Неготино, со цел да се зачува традицијата на античкиот театар со изведба на антички театарски текстови на древната сцена во Стоби од 1992 година на иницијатива на актерите при Велешкиот театар. Во летните периоди се одржуваат представи во античкиот амфитеатар. Од 2001 година оваа традиција прерасна во меѓународен фестивал на античка драма Стоби, кој секоја година привлекува се поголем број театарски уметници од светот. Фестивалот е атракција не само за велешани, туку и за љубителите на театарот од целата држава, за што сведочи огромниот број на посетители. Покрај оваа манифестација во летниот период во градот е посебно актуелен меѓународниот фолклорен фестивал. На повеќе локации во градот, но пред се во амфитеатарот во преубавиот Младински парк, секоја година играорците од голем број земји со богатиот фолклорен колорит на народите и убавината на народното музичко творештво го привлекуваат вниманието на илјадници посетители. Посебно место во велешките манифестации зазема меѓународната културна манифестација Рацинови средби, која од 1964 година представува една од најраномираните поетски манифестации посветена на великанот Рацин, кога Велес е домаќин на поетите од Балканот и пошироко. На манифестацијата традиционално се доделува Рациново признание за најуспешно литературно остварување помеѓу две манифестации, како и почесно Рациново признание кое се доделува за научни трудови, преводи и други дела посветени на творештвото на големиот Кочо Рацин. Овие манифестации, заедно со сликарско-купаничарската колонија Папрадишки мајстори, заедно со мотопарти Собирот кој веќе традиционално се одржува во Велес и со уште десетици понови манифестации од различни области, ја збогатуваат содржината на овој град. На овој град за кој има многу да се раскажува и прикажува. Градот со своите културни дострели секојдневно се афирмира во земјата и светот. Нови млади генерации велешани одново ја пресоздаваат новата историја и култура на градот. Создаваат нови вредности за новите генерации на кои Велес им останува.